Сакам да кажам дека сум крајно разочаран, но за жал тоа е вистината, не сум изненаден, ниту е јавноста изненадена од вчерашната одлука во последен момент без никаква расправа од дневен ред да биде повлечена иницијативата за оценување на уставност и законитоста на спорните детални урбанистички планови. И сакам да кажам дека ова е, колку и грубо да звучи, тоа е скандалозна одлука на Уставниот суд. Јас знам дека Уставниот суд е под притисок и затоа во август, кога ја поднесов ова иницијатива, побарав, ги замолив на некој начин да бидат надворот од овие притисоци, да побегнат од, можем слободно да кажам, заканите, или ако сакате, од канџите на политиката. Оно што е јасно е дека, и добив информација, дека всушност од нив како уставни суди се барало да се отфрли ова иницијатива, но тоа тие не може да го направат затоа што доказите се толку сеопфатно, толку целосно набележани во иницијативата да едноставно не може да се оди против таквата иницијатива која што ние доставивме. И за жал ова скандалозна одлука го подрива и онака нарушениот углед на Уставниот суд. Не знам какви дополнителни информации ќе им требат на уставните суди и не знам со што и на кој начин на јавноста ќе ја објаснат дека нечии 11 гласа вредат повеќе од другите 11 гласа. И мислам дека тука е толку чиста работата, особено што освен уставот повредени се и два закона, законот за урбанистично и просторно планирање и законот за локална самоуправа. И не е чудо, и треба затоа внимателно да ги анализираме извештаите што доаѓаат од Брисел, каде што особено во последниот е набележано дека партијата и државата се едно исто во Република Македонија и посебно во делот за Уставниот суд набележано е дека кадрските промени кои што се настанати влијат врз независноста на ова институција и дека поради таа кадрска промена се компрометираат самите одлуки кои што Уставниот суд ги носи. Вие барате и времена мерка при поднесувањето на иницијативата за да се стопрат на тамошните действија и да се зголеми злото, зулумот што се прави со недонесувањето на дуповите. Што се случува сега на терен? Токму така јас барав времена мерка затоа што тоа беше единственото што може да се направи во овој момент. Сакам јавноста да знае дека вчера општина Центар ја посетија 3 инспекции за различни предмети од различен карактер. И што очекувам понатаму? Очекувам понатаму да дојде инспекција и за овој предмет, затоа што роковите се изминати, јас сум должен да го потпишам документот, затоа барав, добро ви е прашањето, времена мерка, меѓутоа очигледно дека се купува време или како што кажа некој дека овој предмет нема да види бел ден. Роковите се изминати. Меѓутоа, јас стојам на моето гледиште, на она што се случува, тоа е дека чекам одлука на Уставниот суд. Меѓутоа, тоа што е повлечено од дневен ред, значи дека ќе има пролонгирање. Што значи дека некој упорно ја турка стратегијата да си течат роковите, бидејќи во законите не пишува дали некој, во овој случај јас или општен центар, ја обжалува таа иницијатива од Уставниот суд, туку се дадени рокови. И очигледно се работи за стратегија. За жал Уставниот суд не успеа да излезе надвор од канџите на политиката. Ќе го потпишете ли планот пред Уставен суд да расправа? Јас упорно ќе стојам на стаништето на тоа дека тој ДУП не е донесен, но ќе бидете благовремено известени кога ќе дојде инспекцијата.